Македонија никогаш не била попонижена. Затвореници излегуваат од затвор, се копаат тунели, а од друга страна бранителите се уште остануваат во затвор. Кое е решението, разговараме со пратеникот Иван Стојковиќ. Господин Стојковиќ, добре дојдовте во студиото на Република. Благодарам за поканата. Така, да почнеме од оно што е најактуелно. Лидерот на Беса Било Касами прогласи нов албански главен град во Македонија. Која е пораката? Не да почнеме со ова најавата. Се поред. Ја не знам на вас како ви паднало на памет да ги подценувате напорите на владата и напорите на владата и целокупната нејзина активност кон тоа да станеме членка на Европската унија, дури реализирате еден сериозен проект копање на тунел директно од Шутка во Брисел, така да тој аспект ве молам Ова е најголема инвестиција во градењето. Ве молам малку. На шега на Твитер вела дека може да послужат градење на автопатот. Оставете вие шега на Твитер, ова е може сериозен проект на владата на господинот Ковачевски, така да копањето на подземниот тунел до Брисел е еден проект кој навистина заслужува сериозна и внимание и поддршка од сите членители на политичкиот живот во Македонија. Од една страна, од друга страна, јас сум многу задоволен од техничко-технолошкиот напредок на нашата држава, затоа што кинезите се први во копање на тунели, ние со реализација на овој проект ќе го земе челното место во светски размери кога станува збор за ископ на тунели. Уште 30 метри фалело да излезат на улица. За малку можеле да ги остават. Па сега, мисля што да ви кажам, значи, од толку многу напори да представат пред македонската јавност дека само што не стигнале до Брисел, 30 метри промашиле се што правиме. Ке се заташка и овој скандал, како сите други. Оште не е скандал, ова е Не, вистина, но ова е невидено достигнување на македонската политичка елита. Станавме главна вест во медиумите во регионот, ама не за убаво. Па се што прави? Така, да се вратиме на овие посериозните прашања. Ова е сериозно прашање и повеќе. Но и овие други се сериозни. Било Касами прогласи нов главен град на албанците. Каква порака е ова? Добро, јас мислам дека не треба да навлегуваме во филмови. Многу сум сериозен кога го зборувам ова. Претпоставам, ќе се обидам да го оправдам господинот Касами. Претпоставам дека мисли дека е административен центар на албанците во Македонија и од тој аспект окей, не е ништо спорно. Сето оно останато што може да се подведе под ваквите изјави е сериозен. Јако многу беше јасно, Капитол беше преголо, тој беше центар. Јас мислам дека се обидувам да оправдам нешто што не може да се оправда, меѓутоа ете да оставиме простор, нели дека пораките кои ги добиваме дека ете не се толку сериозни, ние имаме пораки од како се Таравари дека ќе правел тоа. Тоа следно ми беше едно, второ, друго, трето, значи јас ви кажам дека нема да прават ништо затоа што некој поголем од нив во регионални рамки не дозволува дестабилизација на регионот и така да мислам дека они ова го прават само како дел од подготовки за она што следи во нашата држава, тоа се изборите. Така, сметате ли дека за албанците најавата за формирање на заедница на албански општини е некаков пандан на барањето на Србија за заедница на српски општини? Тоа е замена на тези. Замена на тези, значи вака ние збориме за нешто што е меѓународен договор со поддршка на Европската унија за решавање на еден од најсериозните проблеми кои постојат не само во регионот, него и пошироко, и дека албанската страна и покрај тоа што го подпиша не сека 10 години или помалку 10 години да го реализира тој проект од една страна и од друга страна тоа е за внатрешно за надворешна политичка употреба, а за внатрешна политичка употреба да го застрашат македонскиот народ, граѓаните на Македонија од оваа другата страна, да седи мирен, да молчи, они да се бркат нивната агенда. Мислам дека ниту едната, ниту другата приказка не поминува. Заедница на српски општини веќе пред некој ден е и формализирана со преговорите во Охрид и обврска е на косовските институции тоа да го реализират, така да работите се манипулираат, да, точно е, се измислуваат секакви аргументи, меѓутоа од кога станува збор за реалноста, тоа е многу далеко од приказката. Господин Стојковиќ, како се доведовме како држава дури со 10-15 пратеници буквално да контролира цела држава и да прави што сака? Ви имате овдека политичка партија која пристана на сето тоа. Политичка партија која е мнозински партнер во владата, а малцински во извршната власт. Просто неверојатно, значи ова парламентарната демократија не памти. Не разбирате што ви кажам, значи ние сме терор на малцинството врз мнозинството има. Ние сме исклучок по многу работи кога станува збор за демократија. Ние сме атипична демократија, да не се враќаме повторно назад. Атипична демократија по системот на
она што произлезе до Охридскиот договор и таа типична демократија поприма се нови форми на типичност. Имаме Пржински договор, па имаме Мајски договор, па имаме Пржински договор, па имаме промени на уставот кои значат проширување на, односно напуштање на договорот, проширување на правата на албанците во една друга насока, имаме формирање на јазична федерација и работите полека, но сигурно се туркат на шините на политичка федерализација. Така, сега ќе имаме и премиер албанец. Албанските лидери се фала дека тројца премиер албанци има регионот. Јас само ќе кажам дека јас немам против никој од ниту една национална заедница во Македонија да ги заземе во дечките места. Но ако го легитимитетот го црпат од народот. Во дечкото место во државата, али постојат и тука некои елементарни услови. А тие услови се да се грижите вие за државата во која што живеете, а не како подпредседател на влада, дека како може ни иде мандатар да зборувате дека работите само за интересите на една партија. Нема ништо против. Значи, видите вака, не можете со таа реторика и со таков пристап логички е дека не би требало. Меѓутоа, пошто сме ние атипична демократија, пошто малцинството овдека владее со државата, се е можно. И се е прифатливо. Така, никој нема против премиерот да биде од било која националност, но легитимитетот треба да го црпи од народот, од граѓаните, а не да биде работа на договор. Знаете, не само да го црпи од граѓаните, туку и да го заслужи од граѓаните со своето делување, со својот однос кон нив. Овдека јас не гледам дека она што е предлог е некако кореспондира со нормалното политичко однесување. Проблемот е што излезено надвор од контролата од однесување и ги загрозува фактички темелите на функционирањето на држава, односно предизвика сериозен отпор кај другиот дел од населението кој не да не го прифаќа албанецот за премиер или било кој друг за било која друга функција, него не прифаќа некој да го прави будала при чиста и совест и памет. Така. А вие сте дел од коалицијата на ВМРО-ДПМН. Има ли ВМРО-ДПМН коалицијски партнер кај албанците? Ќе најде ли на следните избори? И сега имаме како опозиција соработка со албанските партии. На едно е соработка, друго е коалиција. Кога граѓаните ќе ја верификуваат нашата победа на наредните избори, останува работа значи да се на реализација на она што станува збор формирање стабилно мнозинство. Не гледам воопшто проблем дека тоа може и треба да се случи, ќе треба да се случи нормално затоа што без оглед на се кој како си ги, значи, видите вака, сите ги поставуваат работите од нивна гледна точка. Проблемот со владење на малцинството врз мнозинството не може да опстои како политички процес затоа што може да предизвика сериозни последици. Така да тој аспект тоа воопшто не е никако предизвик, тоа ќе се формира, ќе се наредат како попчиња пред владата на ВМРО-ДПМН како нели главна партија во коалицијата и ќе бараат да бидат дел од новата влада на Македонија. Но се надевам сте ги слушнале муабетите кои се вртат во СДСМ и кај албанските партии дека се свесни од ВМРО ќе победи на изборите, но оти ни еден албански коалицијски партнер нема да коалицира со ВМРО-ДПМН и дека ќе се повтори ситуацијата од 2016 година. Затоа овие одуи нонстоп чукат на вратата на ВМРО-ДПМН. Знаете како? Се тоа што се случува во овој момент. Сте го слушнале тоа? Така. Сега ја ви дам одговор, значи се тоа што се случува во момент, не станува збор за тоа што ќе се случи на изборите. Горе долу не се знае што ќе се случи. Што ќе се случи после изборите? Социјалдемократскиот сојуз мантрајки дека албанците ќе му помогнат да остане на власт, заборава дека граѓаните сето тоа го гледаат и дека ќе дадат поддршка на другата страна нормално ќе си ги искористите шансите кои ги пружа Социјалдемократскиот сојуз и ќе си направи своја владеечко мнозинство. Но тоа е возможно само доколку ВМРО-ДПМН има 61 пратеник да не зависи од никого. На што кога речеме има 55-6 и му биде неопходен албански полициски? Зошто мислите дека е невозможна таа варијанта дека ниту една албанска партија нема да сака да коалицира? Тоа е невозможна варијанта од многу причини, затоа што без одглед на нивните тврдења албанските политички фактори во Македонија се поприлично зависни во своето однесување од Соединените Американски држави и тоа е можно реши проблем ако македонскиот народ гласа на ако македонскиот народ гласа да остане оваа гарнитура, кој тогаш ќе му гарантира на ВМРО било што. Значи македонскиот народ мора да биде свесен дека македонскиот народ ќе гласа секако дека ќе победи коалицијата. Значи промените може да се случат. И ова ненормална политичка состојба да се промени само ако гласаат на адекватен начин. Сето она останато што би можело да се случи, после некој на граѓаните нема да им биде крив, сами ќе се виновни за тоа што им се случува во политичкиот живот. Ако ова што се случува го третираат како
терор на малцинство врз мнозинство, ако ова го третираат како соодветно однесување на дуи врз целокупната држава и целокупниот народ кој живее тука, тогаш окей. Не е ништо спорно. Знаете како, граѓаните на крајот ќе морат да го дадат последниот збор, а од тој последен збор ќе зависи и ова што вие прашувате. Така, минатата недела беше ставен на гласање законот за амнестија за случајот од 27 април, се дигна многу прашина за тоа дека законот очекувано не помина, но власта совршено одигра тоа, го стави на тоа дека претеници од ВМРО ДПМН не гласале за овој закон и вие бевте на вака, значи, прво објаснете зашто вие не бевте. Прво вака, значи јас немам намер никој да се правдам ниту на вас. Така, Штом не сум присуствувал, значи сигурно имало оправдани причини затоа што не сум присуствувал. Тоа е првата работа. Втората работа. Не станува збор дека за гласање на закон. И вие гледам во прашањето, одите на рака на оние што манипулираат. Додека станува збор за гласање да се стави точката на дневен ред која ние предложивме на собранието, да дојде на дневен ред да се расправа за неа и нормално да се гласа. Они не дозволија седницата, точката да се појави на дневен ред. Значи не дозволија, знаете зошто не дозволија? Затоа што тоа ќе траеше сигурно 2-3 дена, ќе се изнесеа сите аргументи. Дали за ревизија на судските процеси, дали за амнестија, дали за ова, а власта ќе беше во сосема незгодна позиција затоа што големото расположение на јавноста е дека тие процеси се неадекватно водени, од проста причина што например за Нинбергски процеси се осудени 20 фашисти, мислам можеби малку не е соодветна појавата, меѓутоа е соодветна во однос на бројките. Овдека имате скоро 100 луѓе осудени за тероризам, што е малку ненормална работа. Така да тој аспект они да спречат 2-3 дневна расправа, односно претеници да ние да излеземе и да ги сите овие аргументи кои ги имаме да ги потераме во публицираме јавноста, не дозволи да биде ставена на дневен ред. Многу пратеници се на службен пат, многу пратеници имаат други обврски, многу пратеници, некои од нив беа болни, да не влегуваме тоа. Спинот беше следен. Значи совршен им беше спинот. Не, видите вака, проблемот е што спинот не го изведува политичарите, туку го изведува нивните портали со ајде да кажем со дури најдоа еве ги осуминат. Што овој несреќниот тој како се вика, ја го велам, лажни цар Стјепан Мали, него што го опишал човекот кој лажно се представувал како руски цар своевремено од Црна Гора, го има опишано совршено. Лажниот цар Стјепан Мали влезе во приказната како единствен политичар кој манипулираш со оваа приказка. Одлично го изведа. Не, го переа Коваска, винаги ВМРО не гласа. Па да, знаете како. Овие 58 што не дозволи да се расправа, се управо, а овие што не биле присутни од различни причини, а подпишале, а бараат, а инсистираат. Иако беше јасно и вие да бевте, пак немаше да помине. Знаете како? Значи они можат да манипулираат со делот од јавноста и тоа може да манипулираат повремено. Еве што ќе правиме кога ќе дојде времето на изборите. А на пример нема да има уставни промени. Пошто цело ова е усмерено према уставни промени и притисокот врз ВМРО ДПМН и притисокот врз Мицковски за да се дојде до уставни промени. И кога нема да се случат уставни промени, која ќе биде нивната аргументација? Така, совршено јасно дека уставни измени. Не, се е во ред. Која ќе биде нивната аргументација? Како тогаш ќе излезат и ќе објаснуваат на граѓаните? Која ќе биде аргументацијата? Што ќе зборуваат? Знаете како? Станува збор за луѓе кои учествувале во прогон на луѓето, давале правни совети како да се луѓето обдивнат, повикувале на ниве линч на времето, од една време во меѓувреме стануваат бранители на истите тие уставобранители кои завршија во затвор, а ние кои цело време се залагаме за нив, еве просто прашање до вас и до македонската јавност. Кој им помага на семејствата на луѓето кои се во затвор? Па им помага ВМРО. Значи, кој помага? Значи, од оваа страна на условно кажано на политичката арта на Македонија се луѓето кои се помагаат не само политички, туку помагаат и за опстанок на семејствата на луѓето кои се во затвор. А овие што работат? И сега како? Кој е сега виновен? Кој од која страна е? Знаете како? Манипулацијата окей, она може да трае. Ден, 2, 3, 5, 10, 15, 20 дена. Ќе дојдат изборите, ќе видиме. Совршено јасно дека уставни измени во овој парламентарен сустав нема. Што ќе се случи на следната влада ДПМН? Барањето од Европската унија ќе остане повторно за уставни измени. Како тоа ќе мене? Па многу просто, значи настаните во Охрид покажа пред очите на целокупната македонска јавност. Значи сите македонци, сите граѓани на Македонија видат дека таа преговарачка рамка може да се смени. Таа преговарачка рамка да се додаде, да се промени. Не е света крава. Не, така. Дека може да има измени. И тоа е демонстрирано пред целокупната македонска јавност. Знаете како? Добро, во случајот со Србија нема да се измени преговарачката рамка, туку ќе се додаде, што е сосема различно. Ние бараме да се измени. Исто и тука, исто и кај нас.
Исто и кај нас. Се промени да се додаде различно. Знаете, кај нас е следниот проблем. Исто е, суштината е иста, да не биде исто. Знаете како, ние ако успееме во тоа што следи понатаму, да спасиме 10-15% од работите кои овие ги забрљале, ние сме на коњ. И како држава, и како граѓани, и како сите, и пред се, значи ова се однесено на македонскиот народ. Сме на коњ. Затоа борбата не треба да престане, напротив. Треба да се продолжат овие работи за да се издействуваат било какви промени. Промени кои ќе значат релаксација на некој дел на македонскиот дел од населението во државата, кој е најбројно тука. И не можете вие врз неправда на него да градите некаква си праведна држава и систем, нема да функционира. Така, сметате ли дека и доколку се стават бугарите во македонскиот устав, тоа нема да ги реши проблемите? Повторно ќе има нови барања, нови до недоглед. Знаете како, прашањето за ставање на бугарите во услов е само вишна врз шлагот на тортата, а позади шлагот на тортата е ставена една мина и ние треба полесно да ја проголам. Работата не станува збор за ставањето на бугарите, станува збор за документите кои станаат составен дел на преговарачката рамка. Избришете ги сите составни делови на преговарачката рамка, утре ќе ги внесеме бугарите во устров. Нема никој проблем. Не гледам проблем, меѓутоа станува збор. Значи од француски предлог ни стана дел од преговорите, сега е проблем на ЕУ. На нас, меѓу нас и ЕУ. Па еве ви реков, значи, да. Ние се убедуваме дека тоа е финално, дека тоа ништо не може да се промени. Тоа е дефетистички пристап во водење на политиката, дека се е решено однапред, дека ние тука нема што да се мешаме. И од тоа од една страна и од втора страна Социјалдемократскиот сојуз правеше една теревенка, добра забава, значи баханали, се направи во врска со документите. И сега кога заврши приказната, ни се јавува кај нас и вика: ај сега дечки дојдете заедно да ја платиме сметката. Мало сутра тоа работа така не оди. Значи министерот Марич дори вика опозицијата нека го напише текстот на преамбул. Мислам таква ефтина финта. Зошто вие би чувствувате мало сутра на нешто што не знаете? Па ви дадов пример. Ние сега треба платиме сметката за нивните баканали. Па нема, видите, нема тако кој е спремен да изврши самоубиство заради некој друг. Може во семејството, брат, сестри, слично, али ова во политичката борба, тоа е просто неверојатно и невозможно да се случи и нема да се случи. Така, представник сте на српската заедница во Македонија. Како го објаснувате тоа што според последното истражување за македонците најблизок народ се српските? На што се должи тоа? Наследство од поранешната држава, на сегашното однесување на председателот Вучич, на блискоста меѓу народите, на што? Има многу промена во српската политика, тоа е евидентно на целиот свет, не само тука во Македонија. И таа нова политика на српскиот претседател кој значи поголема отвореност кон регионот, покоректна соработка кон регионот, затворање на спорните прашања, во Македонија вроди со плод. Сега јас гледам тука многу наоѓаат мани на таа тема сега. Што е сега србите лево десно, бугарите се први на таа наоѓаат примедби. Ја не знам што може да наоѓаат примедби, дека си го контролираат своето однесување, нека почитуваат другите и мислам дека работите ќе бидат решени многу брзо. Со Србија во последно време, после сето она што се случи, нема ниту едно отворено прашање помеѓу двете држави. Србија го води колото кога станува збор за добрите односи, комплетно е усмерена и пружа рака кон македонската држава и македонскиот народ. И тоа е доволно, тоа граѓаните го препознаваат како коректен и конструктивен приход и го покажуваат на испитување на да се кандидира Вучич кај нас на избори, ќе победи убедливо. Изгледа, така ми изгледа. Така, и за крај да ме прашам, долго години сте пратеник, имало ли полош парламентарен состав од овој? Не може да се соберат да закажат седници? Не. Со закажувањето на седници не е прашањето, затоа што парламентот функционира по сосема другачи. Не можеше се. Не, вака, мора да ви објаснам. Значи, собранието функционира по сосема другачи принципи од она што е некако се уврежено мислење во јавност. Знаеш што парламентот нема состав само за обврски само за седници, туку има обврски многу други. Службени патувања во странство, комуникација, воде и се случува да не може да се соберат. Се случувало тоа и претходно, меѓутоа сега се случува и заради тоа што и опозицијата, односно ние, условно кажано, правиме обструкција на функционирањето на владата, а владата нели како заинтересирана за демократија, наместо да инсистира и да влегува што повеќе во парламентарна борба, напротив, ја избегнува парламентарната борба и државата ја води преку одлуки на владата. Што е, мислим, катастрофа за демократијата. Така. Господин Стојчковиќ, ви благодарам за интервјуто и ви посакувам многу среќа. Благодариме на вас.